Исус Христос го распнале. Да. Значи да трнеме од таму. Добро кажам. Да. Така, кој е Стефан Лазаров, отец Бобан или сестра Ефимија? Кој сме ние ако Исус Христос го распнале и го сметале за грешник? Некој од луѓето. Така да тоа ви е најголем пример за луѓето општо. Некој ќе каже во Македонија сме такви. Не, секаде е така. Секаде, дури некаде и побрутално е. Јас чувствувам одговорност. Јас сакам младите да гледаат еден лик пред себе кој што немал ништо во животот и создал се сам во својата држава, сопствената татковина Македонија. Тоа е прилично впечатливо за тебе. Да се избориш. Тоа ми беше целта од прв ден. Јас сакав да останам тука, јас сакав да творам тука, јас сакам моите деца да растат тука. Јас верувам во нашата почва, во нашата држава, во нашата Македонија. Секој ден размислам дека треба да престанам. Ама многу си ја сакам работа, ја го сакам ова. Да, јас многу би сакал да сум најуспешен и никој да не ме знае. Да снимам, сите да ме гледат, ама да не знаат кој сум. Добре дојдовте во новата епизода на Смисла. Овој пат познато лице и за вас и за нас, на наше драго задоволство. Би рекол и ќе го кажам тоа со голема доза на сигурност, верувам пионирот во ова што ние го правиме и можеби оној кој што е најмногу искусен во сферата, кој термин да го употребам, на подкастарењето. Нели, на снимањето на подкасти, на разни теми и во разни ситуации. Со сестра Ефимија сакаме добре дојде на Стефан Лазаров. Добро ве најдов, отец Бобан, сестра Ефимија, многу ми е драго што сум тука. Искрено, вашата покана ми представува чест и некако го чувствувам како пример за прифаќање на она што јас го правам и давање на важност, затоа што сепак вие сте луѓе со огромно искуство и ваква енергија, мислам, сум бил на многу емисии, подкасти, уникатно е, ново е и сум сигурен дека ќе имам убав разговор и убава енергија. Сега ќе испадне како да си имаме трема едни од други. Јас имам трема пред Стефан. Затоа што вашето искуство веројатно тоа кај нас ќе го имплицира, а можеби нашиот духовен статус, нели, од друга страна, но ајде веднаш ни најави Виктор, кој што ни од продукцијата, провокативни прашања. Веднаш едно Поставувате провокативни прашања. Знаеме. Едно провокативно прашање, но биди нежен. Добро. Што мислиш за нашиот подкаст? Мене многу ми се свиѓа. Мислам, јас сум кажал секогаш дека многу е битна содржината, но исто така многу битна и продукцијата. Значи изгледа квалитетно, и звук и камера. Ново е ова што го правите и притоа е многу битно ова што го правите и што давате можност во рокот 1 час, видов дека ви траат околу 1 час, гостите да се искажат и да зборуваат за теми кои што се сериозно битни за секојдневното функционирање во едно време на социјалните мрежи може да бидат и позитивни и негативни, токму затоа многу битно да имаме луѓе како вас кои што и на нас ќе ни дозволат да се прикажеме во едно вистинско светло, а нема да се бара од нас да правиме некој сензационализам и гледачите тоа да го очекуваат. Гледачите вечерва сигурен сум или денес кога да го гледаат тој подкаст. Да, вечерва си се навикнав јас од мојот термин. Добро, веќе професионално. Верувам дека не знам очекуваат од нас да дадеме малку повеќе суштина на се она што го зборувам. Ајде, Стефан, да ве вратам на вашите почетоци. Може ли да ми собракате со ти? Јас сум помлад. Супер. Јас со вие да ви собракам. Сестра Ефимија ќе ослободи. Да, вие мене со ти, јас вас со вие. Јас секогаш обично почувам на вие и како ме води и разговорот, си продолжувам слободно, на ти, викам. Јас ми е чудно дека да ми собрака со вие. Океј, Стефан. Ајде да те вратам на почетоците, но и да го надоврземе на сето тоа искуството. Веројатно и ние си имаме мислење, затоа што некако со сестра Ефимија сме поврзани со овој свет на медиуми и на таа варијантност и различност во медиумите. Од моментот кога почна до денес со сето искуство кое што го имаш наталожено, дали сметаш дека подкастот е
новата форма или новото место за дебата каде што се градат или разградуваат вредности, веројатно ќе ги имаме и двете крајности, но дали мислиш дека тоа е новиот медиум или медиумот на новото време, медиумот на иднината, се додека ќе му трае, би рекол, таа важност? Јас подкастот го сметам како еден феномен, искрено, затоа што подкастот не е ништо ново. Јас ова го кажувам од првиот ден кога го започнав и јас подкастот, ставивме 4 камери, ставивме 3 микрофони, нешто кое што телевизиите го прават од самото постоење на било која телевизија. Односно радијата кои што претходно правеле подкасти биле во аудио верзија. Е сега мене ми стана феномен, јас си се противев искрено на концептот. 6-7 месеци луѓето ми зборуваа, видео се прави во Америка, видео се прави во Србија, се прави во било кој дел од светот. Ти си човекот, ти треба да направиш. Викам, кој ќе седи во Македонија 3 сати, 2 сати да слуша, да гледа приказни некој кој што се, не знам. Од првиот момент кога го создадов подкастот, јас постигнав успех многу поголем од претходно што сум постигнал. И пак кажам, мене ми е феномен. Се уште ми е феномен. Што толку на луѓето им представува интерес кога е стварно исто се што се правело. Сега претпоставам дека единствената разлика од традиционалните медиуми нели и социјалните мрежи е баш таа разлика. Говорот, начинот на изразување, слободата на изразување, брзината на пренесување на информацијата, социјалните мрежи денеска ти се достапни, не чекаш термин во петок во 9 на телевизија да гледаш, па ако си пропуштил немаш можност. Туку сега овој подкаст може да се гледа и денес и утре, и за месец дена и за 2 години ќе се гледа. Ќе остане, да. Да, и кај мене лично склопот на тоа што го правев претходно, тоа беа повеќе видеа за младата публика, популарноста што имав реално на Инстаграм, на Фејсбук и на сите социјални мрежи, некако се преклопи во самиот подкаст, односно форматот што го правев кај мене. И претпоставам дека на луѓето им дојде ново и со текот на времето се појавија уште многу подкасти. И јас секогаш кажував, ај се уште ставам на тоа дека што повеќе има конкуренција, јас кажувам, не постои конкуренција, но ајде да, мора да има некој фернат превар. Се повеќе ќе има интерес. Конкретно за конкуренцијата, јас имам став на таа тема дека конкуренцијата е за публиката, да им биде интересно, да кажат Стефан е подобар од некој е подобар од Стефан, а во реалноста ние сме тука да работиме, да си го тераме нашето и да се подобруваме секој ден. Да, веројатно доволен е просторот, нели, за секој кој што сака да си го најде своето место, нели, да се посвети на она кое што сака да го работи. Апсолутно. Ете, тоа би го рекол така. Од друга страна, добро го рече тоа дека конкуренцијата ја сака публиката, затоа што ги наблюдува работите низ призмата на надпревар, иако за нас, за мене, за тебе или за кого било, конкуренцијата пак може да биде мотив што повеќе и да вложувам во себе и во квалитетот, нели, на тоа што го правам. Од друга страна може да ме поттикне, нели, да сменам и јас нешто во својот формат и така натаму. Но ова што те прашав за подкастот, имаше со еден комуниколог разговарајќи, нели, за овој феномен на подкаст, вели, сакаш да ти го објаснам стручно или наједноставно? Виков, ај наједноставно. Абе тоа ти е ко дневна соба. И сега вика луѓето сакаат да дзирнат во дневната соба на другите. Или пак сакаат и они да станат дел преку, нели, во живо вклучување и така натаму и да си прават муавет, да си муаветат. Па викам, ајде тогаш да изнесеме нешто и да мезиме тука и да биде понели поавтентично. Веројатно некаде во некој формати го има и тоа. Јас така почнав моите први подкасти да отворите, јас имам ставено, не знам, похованици и мене така ми беше исто идејата, да се чувствуваат гледачите како да се со нас. Ами имав друг проблем, ти доаѓа сега гостин. Не секој сака да се представи во светло како седи и јаде похованици. Не сака да се има, не знам. А ти збори за здрава храна. Жениве доаѓаат седени, Кармин ставила коса, средила дотерана, мисла ми се издаваш ти да јаде, еве не мора похованици. Да се зборува, нели? Да, незгодно да се зборува и тоа сватив јас дека тоа се уште треба да се прави. Ние како еве можеме да се наречеме јутубер, нели? Ке им го дадеме тоа во некој друг формат. Сега кога дознавме веста за нашето бебче со Марта, направивме еден домашен подкаст. Седенеска е подкаст, а уствари е дружба дома со кумот, најдобриот пријател, татко ми, гитара, храна и
тоа беше многу гледано затоа што им доставуваш уствари на луѓево нешто што го прават секој ден, уствари го гледаат на и кај другиот на дека екран. го прави. Да. Так. Стефан, јас имам едно така прашање во врска со самата одржливост на твоите подкасти, не од економски аспект, меѓутоа од оној аспект на коригирање на одредени состојби во општеството. Дали можеби твојата визија, твојот мотив беше да си влијателен во поглед на менување на одредени состојби во општеството? Дали тоа те одржува? Па сигурно, можеби не толку чувството јас да бидам тој што ќе ги промени Да работите, придонесеш. туку можеби со самиот тек на годините и самиот подкаст и гостите кои што ми доаѓа кај мене да споредите од почетокот до крајот. Не значи дека на почетокот јас сум имал лоши гости, туку биле гости кои што биле од забавниот дел, од естрадниот дел, со кои што разговорот оди во некоја по лесна форма. Потоа почна да доаѓаат и политичари, и адвокати, и доктори, и психолози, и некако и јас самиот созревав со самиот формат и преку самиот формат и самите приказни на луѓето, гледајќи ги нивните животни приказни, нивните падови, успеси, бизнис приказните исто така многу ме научија, некако самите тие приказни ме натераа да разберам и јас која е поентата на нашето функционирање. Дека ние имаме цел, ние имаме Божја цел, ќе ја наречам искрено, затоа што денеска може секој да биде на екран, меѓутоа не секој може да придонесе во позитивна насока, а е на екран. Така што мене во текот на годините тоа ме насочи самото да создане коректор на општеството. И не сакам да звучам арогантно. Јас знам дека е во некои сегменти така, повеќе кај помладите, и затоа искрено јас чувствувам одговорност. Јас сакам младите да гледаат еден лик пред себе кој што немал ништо во животот и создал се сам во својата држава, сопствената татковина Македонија. Тоа е прилично впечатливо за тебе, значи да се избориш. Тоа ми беше целта од прв ден. Јас сакав да останам тука, јас сакав да творам тука, јас сакам моите деца да растат тука. Јас верувам во нашата почва, во нашата држава, во нашата Македонија, и кога ќе имам и 50-60 години, јас сакам да кажам, ете, и јас го направив, тоа можеш и ти. И ете, тоа е можеби мојот коректор на општеството, а дека ја влијам на некои политички состојби или општествени кузне колку, мислам дека не. Да, веројатно и тоа е целта, нели, она што добро го кажа ние да произведеме или да понудиме пример. За да може, затоа што најдобро се воспитува, нели, преку примерот, но и да бидеме, нели, конзистентни во тоа кое што сакаме да го пренесеме како вредност. А ќе се согласиш дека денес, особено на младата популација кај нас, како да и фалат не вредностите. Тие знаат добро што се вредностите, но фалат примери од кои ќе ги научат тие вредности. Са ти ако немаш од кого да учиш, како ќе се научиш и како ќе ги научиш и следните. Како ќе усвоиш друг модел? Во една страна можеме да бидеме ние свесни дека младите како публика се многу тешка публика од аспект на тоа што нив им е досадно да гледаат сериозни работи. И сега тука да вршиме ние едукација и да им кажуваме како треба во животот, при тоа дете на 16, 17, 18 години кој што е во пубертет, мислам, ич не го интересира кој му е ставот во бизнис светот на Стефан Лазаров, му е битно дали со Марта ќе имаат бебче. И дали тоа бебче Стефан знае да менува пелени. Сега битно е ние како луѓе, ќе кажам ние, јас и мојата генерација, ние сме веќе 10 години во ова. Ние сме од почетокот на социјалните мрежи, да речеме, од кога Инстаграм стана популарен и Јутуб. Мораме да бидеме свесни како треба да најдеме начин да останеме релевантни и интересни, затоа што само тогаш ќе ни вреди муабетот. И само тогаш ќе го чујат муабетот. А ако ние станеме досадни, сега ако станеме правични цело време, не постои светец, не постои совршен човек. Не постои. Ако пробуваме да бидеме такво нешто, ќе станеме одбивни и нема да ни веруваат. Да. Ке мислат дека, нели, рекламираме слика која што не соодветствува со реалноста, но она што го спомна, нели, сака да го видат Стефан кога менува пелена, може да биде многу поучително, затоа што и да го разбие табуто дека мажот не учествува во гледањето и во воспитувањето, нели, на децата и во домашните обврски, туку напротив дека да, со тоа даваш, нели, позитивен пример. Таа форма која што ја прикажеш, да. Сега можеби некој ќе рече добро, јас не дозволувам некој да ми влезе во домашниот простор и домашниот свет. Вие сте одлучиле, сосема легитимно, ама тоа веќе го трансформирате во насока на тоа веќе кога одлучуваме интимниот
простор да го споделуваме, тогаш ќе покажуваме или ќе учиме нешто некој што треба да го научи. Ќе покажеме вредност. Лично јас за себе можам да зборувам, имав неколку трансформации низ години и тоа е кај мене евидентно од содржината која што ја создавам и следам све во светот што се случува и какви вредности се пропагираат и што нас тука не се пласира и апсолутно сметам дека многу недостига содржина која што промовира традиционални вредности, која промовира што значи маж во еден дом, што значи жена во еден дом, колку е битна слогата на мажот и жената да се дискреираат еден дом и јас сум многу среќен кога сум дојден до ситуација да создавам содржина која што ја вистински ја живеам. Јас веќе не сум во позиција да сакам и да правам содржина која што ќе ја правам само заради тоа што луѓето ја гледаат. Затоа јас ќе продолжам да ги покажам тие моменти, затоа што на крајот денот затоа што се важни за гледачите. Многу. Ете, некој ќе каже Стефан, зошто снимаш приватни моменти, интимни моменти? Така сме одлучиле. И ние веруваме во тоа, знаеме дека има секоја ситуација плюс и минус, таа ситуација има најмногу минус, меѓутоа по друга страна имаме многу голема поддршка, луѓето не сакаат, не пишуваат секојдневно, убаво е да се види тоа и не знам, ќе продолжиме секако таа насока. Она што Стефан ете така во последен момент е врзано за твојата дејност, за активностите, е еден рил кој што стаса до мене, а е поврзан со хуманитарните активности. Така. Куќата на социјално загрозеното семејство. Да. Имавме минатата година започнавме проект кој што се вика Лазаров Awards. Случајно излезе тој проект. 5-та година на каналот, како да овековечиме, ајде ќе направиме настан на кој што ќе дадеме награди на некои јавни личности, ќе дадеме важност и ќе направиме нешто ново за младите. Меѓутоа, во склоп на тоа, минатата година подаривме и стан. Тоа беше giveaway. Некој сака да каже дека е наградна игра за повозрастните, меѓутоа разликата помеѓу giveaway и наградна игра е што ние не продаваме ништо, туку собираме лајкови, коментари, тоа е Инстаграм момент. Ви го објаснувам ова заради тоа што следува. Добивме многу коментари од луѓето зошто давате стан на луѓе кои што не заслужуваат и се случи збунка дека тоа не беше хуманитарен проект, туку тоа беше класичен giveaway. И жената која што го доби си го доби регуларно и си го нејзина среќа. Користи. Нејзина среќа. Так. Но тоа не замисли, знаеме во каква држава живееме и целиот тим разговаравме дека следната година кога ќе се обидеме повторно, оваа година да направиме повторно такво наградување на јавни личности, сакаме да дадеме една тежина и суштина, а тоа е да помогнеме. И од тука произлезе целата таа идеја. Што да правиме? Стан да изградиме, не може да изгради зграда. Толку пари немаме. Можеме да реновираме куќа или евентуално да направиме монтажна куќа. И да ви кажам искрено, многу е тешко да најдете семејство кое што има, да не речам идеална состојба, меѓутоа кога го бараш тоа семејство мора да постои плац, мора да постои каде ќе помогнеш. Буџетот ни ограничен, не можеме да изградиме 3 спрата куќа, значи треба да се внимава затоа што има многу потреба од такво нешто и треба да се внимава. Изложиш некого. Не можеш, и јас сум човек ако нешто почнам ќе го завршам како што треба. Так. Случајно ете неколку семејства беа контактирани, семејството од Куманово го контактиравме, го одбравме. И потоа следуваше мобилизација на целата заедница. Да, сакам чисто да докажам, криво ми е што треба да кажем одбравме. Јас да можам би помогнал на сите. Меѓутоа тоа е на многу тешка работа. Многу. Мораме да бидеме и реални. И реални, затоа го зборувам ова. И не само тешка, одговорна работа, затоа што ти си имаш работа со човечки животи. Не одиш да изградиш 4 ѕида и да ги продадеш. Значи ти се бавиш со луѓе. Значи се бавиш со судбини, се бавиш со проблеми. Веќе си влегол во нивната приказна, сочувствуваш, го живееш тоа што и тие го живеат, нели до моментот. И откако го објавивме тој проект, јас имам дневно по 10 пораки за помош. Јас се веќе кажам, јас се извинувам, ние не можеме да помогнеме на сите. Јас затоа кажам, ние ќе го правиме ова еднаш во годината. Ќе продолжиме да го правиме. Имаме голем фидбек од компаниите, од фирмите, од луѓе, поддршка и ќе се трудиме да го правиме тоа, затоа што искрено мене на тема ќе се надоврзам за куќата, се ми доаѓаат многу мисли. Неколку пати сум собирал донации во животот. Ќе го спомнам
детето Кико кое што почина. Така. Собравме многу брзо тогаш средства, меѓутоа почина тоа дете и тогаш излегува коментари кој ги земал парите. Мислам, муабети кои што се стварно рекла казала, меѓутоа во тој момент тоа мене многу ме допре. И хуманитарните работи мене секогаш сум ги доживувал многу лично, многу човечки, те допираат коментарите. И затоа решивме дека ќе внимаваме што и да правиме, ќе одиме во подобро споро, ама квалитетно, па дај Боже со текот на годините колку можеме сите да се соединиме и да помагаме, да оставиме пример. Еве дај Боже нашава приказна да биде пример за некој друг инфлуенсер да го направи истото. Па тоа сакав да го кажам како резиме во овој дел дека супер вие правите една иницијатива, помагате на едно семејство. Ајде следниот на едно и на тој начин ќе доаѓаме до моментот. Тоа е тоа влијание. Но мораме да бидеме свесни дека никогаш не можеме до крај да ги решиме предизвиците и потребите на секого, особено имајќи го и оној аспект кој што и ние како духовници секогаш го потенцираме дека луѓето мора да се трудат и сами да си помогнуваат, а не само да очекуваат некој да им помага. Еве ние имаме црквата преку хуманитарната организација Свети Спас, со благослов на неговото блаженство, со иницијативноста на отец Оливер што ја прави, имаме таква акција, со кој што од понеделник до сабота даваме еден топол оброк на повеќе од 200 наши 300 штитеници. Но која е нашата идеја? Дека не треба тоа да им го правиме и овозможуваме до крајот на животот, туку дека тоа треба да се случи. Бев болен, па ова ми е за антибиотик аларм. Туку дека треба тие да излезат од состојбата во која што се и веќе сами да го почнат животот, а ние да се фокусираме на следниот кој што е во моментот кога не може или ќе ја има потреба. Стефан, ги спомна коментарите. Со сестра Ефимија наша омилена тема е. Зошто? Затоа што сме били и од едната и од другата страна на коментирањето. Вие добивате негативни коментари? Да, секако. Варно. Па добро е, тие ги прифаќаме како критика која што не расти. Така. Секако, сакам да позборуваме за тука, за тој емотивен, психолошки момент, околу коментирањето. Знаеме што можеме да кажеме, дека зад тастатурата секој е храбар да напише што сака и да каже што сака, но дека храброста се согледува во оној тет-а-тет однос каде што треба навистина да ги имаш аргументите за тоа што сакаш да го кажеш и треба да процениш дали треба или не треба да го кажеш. Дали коментарите се производ на желба за дебата, дали се на фрустрација, не зборуваме само за негативните, туку зборуваме и за позитивните коментари. Јас, например, ќе ја гледам твојата емисија, не чувствувам потреба да кажам амин, или не знам што, кога ќе видам некоја вест. Да. Подлабока е темава, не знам дали е вака некој ќе ви ја постави до сега, дали ја поставил, затоа што многу имам анализирано. Најчесто луѓето кои што коментираат негативно се луѓе кои што имаат време. А многу често или подобро кажано немаат работа. Ајде да не бидам дрзок. А најчесто луѓето кои што те гледаат имаат позитивно мислење, уживаат во емисијата, подкастот, видеото и не коментираат. И ти немаш реална слика во моментот секогаш дали е тоа добро или е лошо. Сметам дека ние премногу се фокусираме на негативните коментари. Премногу им даваме значење. Такви сме сите. Јас сум прв. 1000 позитивни, 2 негативни, зошто ми пишал така. Од друга страна, ние кога се бавиме со оваа работа, ние треба да бидеме спремни на тоа. Јас лично, да ми простите, го сметам малку и за лигавење, моментот сега по сите емисии да зборуваме како сега ние сме повредени од тоа што луѓето пишале дека сме вакви или однакви. Немојте да се бавите со оваа работа. Ако не сте спремни да истрпите критика, точно. Тоа е тоа. А дека секогаш ќе читаме љубовтини, ќе читаме. Тоа не можеме да го избегнеме, затоа што постојат лоши, постојат добри луѓе во светот. При тоа социјалните мрежи ти дозволуваат денеска да направиш профил лажен и преку тој да си лечиш фрустрации. Едноставно постојат луѓе, јас сум запознал такви луѓе, верувајте ми, сум правил муабет со нив. Ти вика, брат, јас ќе седнам, ќе напишам негативен коментар, ќе се изнасмеам, ќе го изгасам телефон, ми е гајле. Викам, дали сте свесни, викам. Да. Викам, дали сте свесни, викам дека оставате трак, некој тоа го чита. Некого го мотивирате. Гајле. На најмалски речни ви го одговарам ова. И затоа ние треба да бидеме свесни и да сме едноставно
присутни во моментот дека не можеме да бидеме ние сите посакувани, цело време да ни викаат браво и дека ние сме најубавите и најдобрите. Затоа и од друга страна сметам. Еве ќе ви кажам и конкретна ситуација. За четвртото видео правиме делови за куќата што ја реновираме. Покажуваме како го средуваме кровот, но не ја тргаме трската од покривот. И коментарите се како не ви е срам, ќе ја бутнете куќата, ќе ги тепате луѓето, цркни, ваков, таков, читаш. А веќе во 6-тиот дел ние покажуваме како ја тргаме трската. Значи луѓето немаат трпение да почекат 5 дена за да видат дека тоа е луѓе процес е. Што ми е мојабетот? Јас ставам измеѓу тие 5 дена статус на таа тема. Какви се луѓето, со што се бават и дека и низ ваква хуманитарна ситуација ние добиваме негативни коментари. Тој статус мене ми е 8000 пати лајкуван, имам 700 позитивни коментари. 700. И се седам си викам, добро, кај се луѓе во претходно? Кога ми пишале негативни, да ме одбрнат, да направат дискусија и да победат. Так. Не чувствува секој потреба да ти пише позитивен коментар. Затоа ние реално треба да чувствуваме енергијата ако ќе излеземе од овие 4 зида. Се гледа дали те сакат луѓето, дали те почитуваат. Не секогаш е мерило коментарот на Facebook и на социјални мрежи. Колку што не е мотив да бидеш сакан, нели? А не постои Исус Христос го распнале. Да. Значи да трнеме од таму. Добро кажам. Да. Така, кој е Стефан Лазаров, отец Бобан или сестра Ефимија? Кој сме ние ако Исус Христос го распнале и го сметале за грешник? Некој од луѓето. Така да тоа ви е најголем пример за луѓето општо. Некој ќе каже во Македонија сме такви. Не, секаде е така. Секаде, дури некаде и побрутално е. Ај можеш ли да ми ја направиш разликата или што совет би им дал на луѓето? Веројатно на почетокот повеќе те погодуваа тие негативни коментари. Веројатно сега не дека си отрпнал, туку си нашол начин како да ги канализираш, како да ги примаш преку еден друг начин. Што би им советувал на луѓето? Јас што би им советувал, не можеш да им советуваш на оваа тема, не можеш. Значи џабе зборуваме, ние можеме секој ден да сме тука. Како научи ти? Човекот, можам јас да дадам пример како луѓето што се бават со оваа работа да се стегнат, да бидат посилни. Да се докажам на другата тема, луѓето се создадени со потреба да се истурат фрустрации. Такви сме. Сега јас би ги советувал тие луѓе. Земете, запишете бокс, запишете кикбокс, одете во теретана, одете, истрчајте, извозете точак. Еве, јас бев завчера на тренинг, бокс почнав, саат време, ме утепа, искрено, и јас доаѓам во 9:30 вечер скршен. Дали имам јас сила да влезам сега кај отец Бобан и да пишам не си добар водител? Не, јас си седнувам и си јадам со сопругата, си уживам, изморен сум, истоштен сум, така да, совет... Ми кажа меѓу редови да знаеш. Да, добро. Само кажувам примери. Се замислам. Јас од друга страна на јавните личности би им кажал затоа што ако некој поминал линч во државата сум јас и на суд бев и што се не ми се случи изминативе неколку години, не знам, како морате... се носеше со сите тие ситуации? Мене ми било многу тешко, многу, мислам... А дали тоа те изгради? Најмногу. Тоа ме изгради. Ако не беше? Мене во принцип многу ми кажувал на 28 години делаш со однесување како да имаш 38 на моменти си досаден. Абе луѓе поминав за 5 години ми се случија и тоа што треба и тоа што не треба. Оставија пред мене. Ама го видов негативниот правец на се она што го правам и знам каде можам да сгрешам. Знам дека ми чекаат еден збор да изустам. Снимаме видео во живо пред 7 дена. Пред 14 деневи да речеме колку беше. За детево што не се родило. И сега тоа е вклучување во живо со кое што со другарите, речникот ни е малски, се зезаме и се јаво едниот другар и му прави зезање на другиот другар, он имал женско дете, јас имам машко дете и тоа е интерна зезанција која што правиме на интернет. Луѓе кои што не ме сакаат го кратат неговиот дел, ставаат дека јас ја правам. И коментарите надолу можете да замислите. Јас сум сватил дека прво луѓето во нашата држава општо, не само кај нас, не ги гледаат вестите, го читаат насловот. Не го гледаат видеото, го гледаат и сечокот. И затоа јас не можеш да сватиш толку озбилно кога знаеш дека јас сум кажал чашата и шишето се на масата на подот, а ти си стекнуваш мислење со чашата. Значи ние немаме тука реална дискусија и дебата. Ти не си го видел мојот став. Ти си изградил мислење по нешто што си чул, видел или догледал. Затоа ние мораме да си го тераме патот. На крајот денот да веруваме во сопствениот став,
во тоа што сакаме да го правиме. Јас сум Стефан, на тебе можеби не се допаѓам, на некој друг ќе се допаѓам. Според ова можам да заклучам дека нели еве алудираш на тоа, можеби јас го поддржувам дека немаме потреба да се докажуваме, нели? Кој сака да не само види на себе си. Да. Само на себе си. Секој ден треба да се докажуваме на себе си за да станеме подобра верзија. Јас сум подобар Стефан од вчера. Јас сум тој. Не можам да си го сменам мислењето. Конкретно, еве, стварно покажав голема радост за синот. Тоа не значи дека не сакав ќерка, ама луѓето си ставаат во глава дека Стефан не сака ќерка пошто се радува на синот. Сега Жено мрзец. Јас треба да. Не, или оната да, знаеш, да, машко. да. Сега јас треба да се докажувам. Луѓе, како сакате, мислам тоа е ваше право. Дај Боже мене да ми даде Господ киркичка. Знаеш што е најчудно што треба да се напиете антибиотици. Што е најчудното во кога дури и вака ќе го кажеш нештото, нели? Наједноставно, без да ќе симплифицираш, нема да навлегуваш во, би рекол, како се, па за снусе за тоа. Нема да навлегуваш во моментот на една подлабока експликација на тоа што нели сакаш да го оправдаш, туку еве, вака ќе го кажеш, ќе речат арогантен. Знаеш, и буквално да, нема начин. Има една магична збор полузбор е, така некако. Така е. Така. Не знаете колку убаво ќе му кажеш на човек, така е. Јас го демотивираш да продолжи. Не знам дали ви текнува на Том и Джери цртано, од кога Том го мава кучето, а он е врзан за ланец и само лае, он го мава. Замислете кога некој ви лае, вие да му го свртите грбот. Колку тоа повеќе ќе го боли. Ете таа е вистината. Ако почнете и вие да му лаете, тука имате две вжаштени кучиња. И вие автоматски станувате тоа што е тој. Да, се напрега ситуацијата понатаму, така. Така е, луѓе. Еве сега малце да се вратиме, се стрефиме, потоа ќе ти го дадам зборот, нели, да се вратиме на нашиот простор духовниот околу негативниот момент или предизвиците и преку коментарите и така натаму, и она кое што сушност не пренесува низ оган за да не прочисти. Во духовниот закон тоа е така, именно дека никој не може да се изгради, како што го кажа, во подобрата верзија од себе. За нас подобрата верзија од нас е секогаш тоа да се изградуваме во Христос. А ако не поминеме преку чистењето на старите нели верзии, а човекот не може да се исчисти и од егоизмот и од себељубието ако не помине и не ја види призмата, би рекол, но искуството нели на маката и на страдањето. Така што само едно тука блиц прашање многу ми е важно, не заради тоа да ја запознаеме нели јавноста, но ете можеби да дадеме некоја порака. Колку во тие моменти знаеш да го бараш Бог или да се свртиш кон верата? Па многу често, искрено, многу често. Јас имав период во животот кога играв фудбал, кога се повредив, имав 16 години, преку ноќ ми се зема се што правев во ситуација кога требаше да и што сметаше дека треба да го правиш. Да изаграв за репрезентација, требаше да потпишам договор со првиот тим на работнички и преку ноќ, буквално со операција, со колено, крај. Тогаш не верува во Господ. Дете, си велев зошто мене ми се случува, кај е тој Господ, кај е тој Бог, што сум направил јас во животот, што сум сгрешил до 16 години, се немав напиено пиво, немав отидено во дискотека, да речеме гревови се, нели? Демек, ќе ти каже некој, грешник си кога си спортист, нели, треба да бидеш 100% посветен. Се правев како што треба и се случи. Меѓутоа со текот на годините сфатив дека Бог не се бара само кога ни треба, Бог треба да го имаме со нас и кога ни треба и кога не ни треба, односно секогаш. Јас Бог го барам и за мир на дневна основа. Господе, смири ме, дај ми трпение, дај ми едноставно секој треба да го најде Бог во себе на некој начин. Так. Дали тоа е во црква или не е во црква, дали на пољана, дали ќе одиш покрај река, меѓутоа убаво е да веруваш во нешто дека те штити. Ја лично така го но и благодарност да се изрази, бидејќи да, го бараме само тогаш кога, најчесто го бараме тогаш кога имаме мака, кога имаме потреба од него. Но фала му на Господ што веќе станува јасно дека Бог се бара и тогаш кога на вистина се ни оди како што треба и треба да се заблагодариме. Суштината на нашето постоење предпоставувам да бидеме среќни, односно исполнети. Исполнети
да, битни се парите. Јас никогаш нема да кажам дека парите не се битни и да одам кон правецот како материјалното не е битно. Битно е, ни помага во животот. Меѓутоа не е најбитно. Исполнителоста во душата доаѓа од баш од тие работи, од Бог, од верата, од семејството. На крајот денот тоа е битно. И затоа ако ќе се изгасат овие 4 камери, ние сме си луѓето кои што сме си, вистински. Можеме ние сега тука се да правиме за да не гледаат и да изиграваме нешто што не сме. Јас сум го правел тоа. Можеби затоа е најинтересно со мене да зборувате на таа тема, затоа што јас сум тој кој што бил контроверзен, кој што правел видеа кои што не се долични, не се убави. Меѓутоа ете ми дал Господ толку многу проблеми за да научам од истите. Ги исплатив, да ги исплатим, ги преплатив. И сега проблемот ја би го видел кај мене ако после толку работи што се случија. Ја не сватам која е суштината на животот, тогаш јас имам проблем. Тогаш имам јас со глава од зид влегувам во секоја ситуација. Мене Добро, очигледно е нели моментот дека низ професијата, низ предизвиците си растел. И тоа е всушност добитната комбинација. Да. Ако не растеш и не се сваќаш, инаку супер за забелешката што ти значи професионална деформација. Сега видов дека имаме 4 камери. Да, стварно? Да. секој ден сум со ова, да. Да, отец Бобан ти ме повика мене претходно, меѓутоа јас токму тоа сакав да го споменам со Стефан, бидејќи најголемата придобивка во сето ова, во сиве овие години по медиумите во етерот е дека Стефан станал потолерантен, станал позрел, станал похуман, станал поемпатичен и со тоа испраќа порака дека и другите можат тоа да го направат. Јас ќе ви кажам, не сум зборувал на таа тема и овој подкаст не е сега да правиме тука сензационализам, само ќе кажам дека јас имав лоша школа. И имав влијанија и не само тоа, се што сум правил и претходно било успешно. И во нашава работа е многу тешко да си свесен во моментот што е правилно, а што не е, од аспект на тоа што нашата работа се базира на бројки. И ние најчесто гледаме успех ако имаме бројки. И мислиме дека ако има многу бројки, што и да правиме е успех. Порано, па и сега имаме, меѓутоа порано тоа јас би го ставил во една категорија на циркус. Се имало успешни луѓе во циркусот. Меѓутоа денеска не знам, треба секој да свати. Јас сум сватил. Вака ќе ви го кажам. Јас денеска сум среќен и се чувствувам успешен само ако сум среќен после завршен подкаст. Ако јас после завршен подкаст имам чувства дека не е среќен гостино, да бе, зашто го прашав тоа, што представивме, што направивме, не ми представува задоволство. И многу ми е драго што го чувствувам тоа. Битно е да го чувствуваш. Па макар и да се случил инцидент и ти ја зголемил. Имав една емисија пред неколку месеци, гостинот си замина, имавме дебата. Да не спомнам ајде имиња, но стана си замина, се спокарава емисија кај мене, а мојата дебата беше идеја беше друга. Секој ќе ти каже сега не лажи, ти си ги донел баш тие за да се скараат. Не, реално ги викнав заради тоа што имаат различни мислења. Човекот си отиде, мене не ми беше убаво. Стварно не ми беше убаво. Човекот дошол од Србија, ми спочитувал, многу ја сакам и другата, сам ајде Тара и Мирољуб, глупо е да не кажам, сите знаеме за кој станува збор. Му се извинив 100 пати. И тука сваќам, таа е една од најгледаните емисии оваа година кај мене. И тоа растур најгледано. Луѓе не ми беше убаво. И тука јас го гледам кај мене, ја гледам промената, ама тоа вистински искрено го кажувам. Не е поентава да глумиме сега светци тука. Јас ако не го чувствувам тоа ќе го правам тоа. И тоа не е, стварно не е тешко. Мислам, не е тешко од аспект. Таква содржина, колку сакаш. Колку сакаш. Потешко е да останеш релевантен со содржина која што е едукативна, која што е во тој правец. И многу помалку публика има за таа содржина. Сега искрено, јас сакам мојот син да е здрав и жив и за 10 години да се гордее на тато. А не за 10 години да каже што правеше тато пред 5 години. Леле, види го што напил тука. Така да прифаќам, дори сме млади да грешиме. Прифаќам и треба да грешиме. Добро прашање. Нема да го правам притиск. А многу сакам. Многу сакам. Покрај мојот проблем и трауми на татко ми, многу сакам. Многу сакам. Ајде малку сега за оној аспект за моќта што си има во рацете преку овој медиум, преку овој канал, нели? И сугестивноста која што можеме да ја направиме и насоката која што можеме да ја дадеме позитивна, нели, погрешна, колку може да привлече. Не зборуваме колку влијае, колку не влијае, но колку е опасно за самите нас таа моќ
со која што можеме, нели, па и да манипулираме и Многу голема е моќта, мислам и по правец негативен. Јас пак ќе кажам, јас сум ги правил тие работи во Македонија. Јас сум тој кој што се карал јавно со луѓе, сум правил драми, сум создал контроверзни моменти. Гледачот гледа многу прегледи, Лазаров е популарен. Гасиш камера, не ти убаво. Немаш ти од тоа убави моменти. Имаш само проблеми. Имаш во реалниот свет ти со луѓето не сакаш да се погледнеш потоа на настан. Немаш убава енергија. При тоа си затвараш врати, не можеш да искреираш нешто големо, нешто убаво. Луѓето не те сметаат за лидер. Луѓето те сметаат за мајмун. И тука е циркус моментот кој што го кажувам. Да, во еден дел на публиката кој што секогаш ќе бидеш ти тој што они го сметаат. Меѓутоа, кога оние луѓе кои што вреднуваат квалитет, за квалитет е релативна работа, за некој си најнеквалитетен, за некој си квалитетен. Меѓутоа, луѓе кои што знаат да ценат, во дадени моменти точно знаат да ти го покажат патот. Кај мене тоа се случи, искрено. Кај мене добив некоја нова публика со подкастот. Некоја може би да кажеме повозрасна публика, затоа што најчесто децата од тебе бараат да си циркузант. Сакаат. Нели, кога одиш на роден ден на дете, клоун викаш. Така? И тоа не е навреда, да се докажам. Нема да те гледаат константно. Сакам да кажам, децата сакаат забава и тоа е окей. Затоа што и сосема прифатливо нема на секој роден ден да да викнеш клоун. На еден роден ден и ова младите ќе те гледаат еднаш два пати потоа. И убаво е да викнеш клоун. Затоа кажам не е ова навреда, ќе биде магионичар. Значи сакам да кажам, младите сакаат таков контент, таква содржина. Кај мене се случи една трансформација кога ги добив повозрасните, кои што побара од Стефан, секој подкаст ме критикува. Зашто ова го праша, зашто му направи вака, како не ти е срам така, имаш повозрасен гостин, зашто седиш така. И јас од секој подкаст стварно примав. Јас сум многу самокритичен. Јас многу од прв ден сакам да го трнам егото за моменти кога ќе ми скритикува некој во вистински правец. Сакам, кога ќе ме навредиш да си здрав и жив. Тоа е твое мислење. И мене се препознава која критика е добронамерна, која е злонамерна. И која е нели мотив за драж малце или е нешто што е од 20 го начекав, па сега ќе му кажам. Јас ден денес не знам, ми гостувал Вели Рамковски, сега има на пример ситуација, сум го промашил селото од каде што е роден. И сега ќе те искритикуваат. Управо се, ти можеш да кажеш, ајбе сега ти ќе ми кажаш за селото на Вели Рамковски. Ту право се луѓето, ти си седнал да водиш подкаст, треба да знаеш, како не треба да знаеш. И имаш два правци у нашата работа, или ќе бидеш его трип и манијак и ќе гледаш во еден правец, или ќе прифатиш дека можеш да се подобриш. Значи пак е за тебе. Тој ќе ти пише коментар, ќе излезе. Ако прифатиш, можеби утре ќе знаеш од кој село е Вели Рамковски. Колку здравата мотивација од зборуване врзана за егото. Значи кога не критикуваат, всушност ние не треба да престанеме да бидеме мотивирани, туку треба да продолжиме да се. Егото е најголемиот убиец на еден човек. Најголемиот. Егото може да уништи најуспешен човек. Ние имаме многу примери за бизнисмени кои што имале милионски бизнеси па пропаднале само поради тоа што мислат дека се совршени, дека се они најголемите. Имаме милион примери низ историјата за цареви, за спортисти. Точно. Поентата на животот, според мене, е кога ќе успееш е да си најтрезвен, најреален со состојбата во која што живееш, да не дозволиш да те понесат парите, славата, моментот. Јас после толку години застанав на нозе, помогнав дома. Сега ќе се вселиме во нашиот дом. Работите кои што ги сонував од дете ги создадов и ќе ги создадам до мои 30 години. Јас сега прв пат чувствувам потреба за душевен раст, за други квалитети. Душевен раст. Так. Не ме импресионира веќе тоа што и сум свесен дека Лазаров. Што Лазаров? Лазаров е еден дечко кој што се уште го прави тоа што го сака, само сега го гледат повеќе луѓе. Тоа е. Так. Се стрефим ја, ова прашање во ќе ти гостам тебе нешто хајп, не го разбирам што значи. Енергија кој има. Или ние ќе кажеме, кажи го. Имаме нов израз, аура. Да. Стефан, како да се задржи вниманието на јавноста после првишниот? Како да се задржи? Па не знам, со јас лично, пак ја кажам, од мои примери можам да зборувам, јас сум покажувал во принципи кога тагалам и кога сум среќен. И секогаш сакам да покажам несовршената слика на секој ден. Ето денеска на стори снимив дека Марта го испекла месото, го испржила црно. Тоа може да му се случи на секој. Јас покажам, седам са бајле, кога станувам да спијам, сакам да умрам.
Хипотетички кажано. Так. И таа е вистината, са ние можеме да ставаме секој ден како стануваме во 5, па многу сме спремни за денот, па во 7 веќе вежбаме, па во 8 веќе сме на состанок, па во 10 и тоа му станува одбивно на човекот. Ти мораш пак се врти на егото. Треба да му е нуди совршената слика на еден живот, а не е така. Ма не е така. Јас и на подкаст кога не ми е добро си кажам, луѓе, не ми е добро. На гостинот му кажам усред муабет, ми се лоши, дај да прекинеме. Сакам да кажам тоа се ситници, претпоставам дека при тоа мора да си иновативен. Тоа се еден дел страните, иновативен, нови идеи, постојано да си со текот на трендовите. Меѓутоа точно да препознаеш кои трендови не се за тебе. Јас лично во мојата фаза сметам дека веќе докажав кој сум. Луѓето знаат кој е Стефан Лазаров. Чуле, веќе ја помина фазата на нов дечко на сцената. Сега треба да оставам вредност. Барем јас така се чувствувам. Сега веќе не ми е битно да бидам најгледан или не знам што. Сега ми е битно да донесам нешто кое што ќе се цени, ќе вреди, за кое што ќе се зборува. Така што иновативност, а и многу работа, Затоа што и самиот ти растиш. Па самиот ти како личност Да растиш и тоа што си, тоа и го нудиш. Многу ми е драго што ме викнавте, што си разговарам со вас, затоа што сепак јас имам 28 години и сум секојдневно со врсници или некои помали од мене и многу често се чувствувам досаден во последно време. Како цело време јас нешто зборувам за вредност во животот, а некој цело време зборува, ај брат, кај идеме, кај се напиеме во петок. И не знам, можеби на моменти се чувствувам и како пребрзо да созреав во некои сегменти. А не, можеби подобро малце да го свртиш погледот на тоа дека можеби е тоа некоја своевидна мисија. Скромна, така. Но дека имаш мисија, знаеш, како ние. Јас кога се запишав на 14 години на богословија, никој поима немаше од мојата генерација. Еј, поп ке бидеш. Ама како напредував, сватив дека чекај, јас можеби ќе имам некоја мисија, јас значи сум имал призив со оваа желба да се запишам нели за свештеник. Ај сега да го валоризирам тоа не за својата потреба, туку за потребата на нели на другите, затоа што тој призив, нели Бог те повикал од твојата статичност во некаква си активност, ајде сега нешто нели да направиме. Да. Ајде на дигресија тука сега излезе видеото со Марта нели со месото дека го изгорела и се е убаво додека тоа видео трае. Мене ме интересира што после се случи. Кој што го нема на видео. Многу бев гладен, си го земав, си го излезов, крцкаше повеќе. Да никој има она. Што ти требаше сега тоа да го покажеш? Не, си знасме и она. Ние траеме 10 години и создаваме живот баш од таа причина. Мене ми е многу, има една многу битна работа во животот. Најди ја вистинската жена или најди го вистинскиот маж. Партнерот ти е битен во животот, со партнерот градиш и губиш. Веројатно, сега не ве познавам нели доволно, но дона што ве гледам, веројатно твојата енергичност и динамичност многу се ете тоа комплементарно со нејзината можеби по скромност. Да, ама и како го викаа тоа кога човек поуспорен и така натаму, значи полабав, не некако се Јас сум кажал многу пати, мене не ми требаше еден динамит до мене. Да. Не ми треба, значи затоа јас кажам ќе се разнесе до двајцата, да. Видете, јас сум видел многу примери на неуспешни бракови кога двајцата сакаат да имаат кариера, но исто така сум видел и многу успешни бракови. Многу. Сметам дека не е толку битно дали човекот сака да успее во животот кариерно. Многу е битно дали човекот може да прави компромис. Има бракови во кои што едниот од двајцата не прави компромис. Едноставно не сака да си го потисне своето. Да, а дека може да се успее како двајца кариеристи, веќе почнеме да го менувам мислењето. Мислев дека нема шанси, но имам пример. Ќе го поздравам Димитар Атанасовски, кој што ми е партнер во проектот Лазаров Awards, и Сара Мейс. Да, иначе лично ги познавам. Исклучителни луѓе. Вие не сте свесни какви луѓе се тоа. 24/7 обседнати со својата работа и својот кариерен раст, прекрасни две дечиња, тоа се пример за општеството. А друга страна скромно. Најскромни на цел свет, а многу успешни. Затоа си го менувам веќе ставот што сум го имал со годиниве. Ако не знаеш компромис да направиш, нема да си среќен. Во нашата варијанта со Марта, ние па сме различни малце од примерот со Димитар и со Сара. Марта е човек кој што е помирен, посталожен, не толку како мене брз. Меѓутоа па ја прифатив неколку особини од незе во текот на годиниве. И затоа ние стануваме се компактибилни. Така, точно така. Стефан, мислам дека некаде при крајот се приближуваме. А знам дека ти треба да одиш бидејќи имаш
нешто закажано. Ваков муабет, ако сакате и ќе откажам. Јас, мене... Веројатно треба и таму кај што треба да отидеш. Мене со подкастиве 3 сати што ги правам, до сега вака ми е само што почнав. Само што почнавме, да. Стефан, иднината на македонскиот медиумски простор. Што сметаш дека е квалитетна содржина денес, што можеме да подобриме и како тоа треба да го направиме? Пак е релативна работа. Квалитетна содржина не може да ти каже никој која е. Не постои пример. Нашиот бизнис е многу шарен, многу е не можеш да бидеш ти објективен. Тоест, најчесто си субјективен. Најчесто ти си кажеш Стефан е многу добар и сега некој другар ќе ти каже како не. Така што сметам дека социјалните мрежи се повеќе ќе растат со успехот од аспект на тоа што ни дозволува да бидеме ние. Значи ние немаме да ги споредиме со традиционалните медиуми, ние немаме уредници, ние не ни стои некој врз глава и ни кажува како треба. Нас не ни кажува некој дали смеам да објавам во 12 или 1 или во 5. Мислам дека подкастите како формат полека ќе си бараат нов концепт. Затоа ова пак ќе се вратам на феноменот од стартот што го разговаравме. Луѓето почнува да кажуваат уште толку подкасти во уште една година и ќе замрат. Подкастите постојат од кога постои телевизискиот свет. Ќе се менуваат содржините, муабетите и разговорите на луѓето секогаш ќе бидат интересни. Форматите. А дека ќе зборат цело време гостите за животот нивни, тоа досадува. Така што правецот на подкастите сметам дека ќе продолжи во таков правец, тематски некој. Се повеќе теми ќе се отвараат, кои што се интересни и актуелни за народот, за публиката, а Инстаграмот и ТикТокот ќе земаат се повеќе замав. Кратките содржини, меѓутоа од еден аспект мораме да пробуваме и ние како креатори да создаваме и содржина која што има вредност, а содржина од 7 секунди не може да има вредност. На децата мораме да некако, не знам како, да им доловиме дека животот не е скролање. И дека на таков начин стануваш, дајде да не се изразам со лош збор, меѓутоа стануваш неинформиран, необразован, почнува да губиш фокус. Туп, ја ќе кажам. Глуп. Ајде, окей. Тоа сакам да кажам. Ама нели го опишуваме со зборот кој што е, нели не сакаме нели никого да навредниме, но можеби некогаш кога ќе го кажеш конкретниот термин, па на некого ќе му биде мотив да рече чекај, не сакам да навлезам таму, не сакам да бидам тоа. Јас тргам по себе. Значи јас се што кажам по себе, затоа јас секогаш сакам да ги зборувам, јас сам на себе се критикувам кога кажам јас се наоѓам во ситуација скроле, што правам. И едно од мислам една сад пак лошо ќе звучи, меѓутоа едва чекам да имам дете кој што толку ќе ми создаде обврска да престанам да скролам, да престанам да се фокусирам на небитни работи. Се помолиме тогаш. Се помолиме. Така што кој правец, не знам, искрено не знам, многу брзо се менуваат работите. Ево ова AI чат GPT сега не излезе, тоа е интересно, меѓутоа јас сум малце не противник, меѓутоа јас душата која што човекот може да ја даде во содржината не може ниту една латка да ја даде. Точно така. Сега кај ќе оди се ова, не знам, ќе видиме, меѓутоа во нашава работа, според мене, зборам за инфлуенсерство, следуваат најубавите години според мене и имаме многу инфлуенсери, имаме многу креатори на содржина и една од причините за успех секако е кога има многу луѓе, кога работата расте. Така што ќе видиме што ќе ни донесе. Веројатно ова е времето во кое што сите ние се соочуваме со тоа дека ќе мора да најдеме некаков баланс помеѓу сензацијата и вредноста. Затоа што веќе одиме кон тоа да создадеме вредност. Баланс нема да најдеме. Не верувам дека ќе најдеме баланс, затоа што секогаш ќе има луѓе кои што ќе се бават со сензација. Меѓутоа да помогнеме да се направи тој премин. Сензацијата треба да видиме во кој правец ќе оди. Така. Има разлика од сензација и сензација. Сензација може да биде да земам чашава и се ја скршам од глава. Сензација може да биде некоја тема која што е табу и која што не сме разговарале, а ќе остави добра порака. На крајот денот медиумската работа е сензационална работа. Значи, ако не сакате сензација, не се занимавајте со. Не се појавувај. Никој не го интересира дали Стефан има мислење за не знам, или дали некоја небитна работа, не ми текна сега да дадам пример. Сакаат луѓето да се бавиме со актуелни теми, да зборуваме за нашата приватност, а самата приватност е сензационална понекогаш. Така што до каде ќе одиме треба да си ги знаеме границите.
Па добро, дали сметаш дека ќе успееме? Затоа што јас имам едно создадено мислење дека сепак немаме култура во јавната сфера. Не само од аспект на тоа што го презентираме е едно, го објасни, но како тоа го вкусуваме, не знаеме, ја немаме таа култура за информација, како да ја проследиме информацијата, како да ја искоментираме и така натаму. Мислиш ли дека како општество ќе дојдеме на едно ниво каде што на вистина со конструктивност ќе учествуваме во диалогот, знаејќи дека не мораме да се согласуваме со другиот, па да имаме потреба да го навредиме затоа што не се согласуваме со него. За една група од луѓето не. Што нема да се мразиме едни. За една група од луѓето никогаш. За другата група од луѓето секогаш. За другата третина од луѓето е таа што гледа, не коментира и не остава никаков коментар. Пак се враќаме на муабетот дека ги гледаме повеќе негативните коментари, тие излагат на површина, меѓутоа мораме да го зборуваме ова дека тоа не е вистинската слика. Еве ќе ви кажам, 2025 година и 26 година е една од најуспешните години на нашето естрадно небо, ќе го наречам. Имаме концерти, полни сали, од Сладкар до Пере Нокаут, Игор Џамбазов, стендап, еден куп полни сали. Имаме театарски представи за мерак, сите театри се полни. Имаме една година во која што имаме десетина хитови на музичкото небо. Имаме полни концерти низ цела Македонија, се појавија нови деца, имаме нови инфлуенсери. Социјалните мрежи формира конечно шанса за сите нас, претходно што сме ја немале. Значи, ајде за тие работи да зборуваме. Наместо затоа што ако пак ние се фокусираме на негативните коментари, луѓето ќе размислуваат во тој правец. Ајде да ги натераме да видат дека ние стварно сме држава која што сепак создаваме нешто. Еве, да зборуваме, ќе го спомнам Бигорски или Рајчица. Можеме да кажеме дека портата на Рајчица, да речеме, кваката не и работи добро, така? И да дадеме фокус на тоа, можеме. Ама ајде да зборуваме кои вредности ги носи Рајчица. Тоа мислам дека ние треба да го промениме. Друг агол. Друг агол. Так, Аголот е битен. да. Перспективата која што ја гледаме. Сега, пак ќе најдат, се и нова ќе има некој, доста се паметен, ама окей, не мора секој да не сака. Не мора секој. Треба да го правиме тоа што во тоа што верувам. Так. За крај повторно нема да си одабил. повторно на лизгалиште. Не ми е нарачено од конкуренција прашањево, да знаеш. Дали сметаш дека некогаш ќе престанеш да се бавиш со ова? Многу тешко прашање ова. Секој ден размислам дека треба да престанам. Ама многу си ја сакам работа, ја го сакам ова. Да, јас многу би сакал да сум најуспешен и никој да не ме знае. Да снимам, сите да ме гледат, ама да не знаат кој сум. А од друга страна, јас секој ден креирам, тоа ме води. Јас сум, еве денеска сум од 8 сабајле до 1 вечер, ама јас не се чувствувам дека работам. Мене ми е супер тука што сум со вас и го правам. Можеби ќе дојде ден да престанам доколку создалам доволно финансии, да повеќе не ми треба јавниот притисок, да најдам некој друг начин на извор за издржување. Верувам дека сега ќе ни следи со Марта еден многу потежок период во животот. Кога си родител, имаш одговорности кон твоето дете кој што ќе се соочува со сите коментари. Мене сега ми е многу лесно да зборувам дека не ме допира ништо. Меѓутоа сум сигурен ќе дојде денот кога ќе дојде Лука, така ќе би се вика детето. Да, ќе дојде Лука и ќе ми каже, во школа ми кажа дека татко ми е нешто. Така. И ќе ме допре. Или некој го испровоцирал. Сигурен сум дека ќе дојде тој ден. И знам. Може ќе дојде ден и да ми каже, мене те мразам затоа што си популарен. И знам, јас се спремам за тие работи и тоа ќе биде мојата тежина во животот, затоа што моето дете ќе има притисок од прв ден. И позитивен и негативен. Јас растев во средина во која што ние ги мразевме бубалиците. Ние бевме против тие кои што добиваат подобар третман од професорите и наставниците. Ние бевме улица, ние бевме генго викавме тоа во мало. И сега оваа тема разговаравме со Мандар, сега сум му кум. Он ќе има керка, ќе дојде ден. Ние живееме во такво општество, ќе биде син на Стефан Лазаров и утре наставничката ќе му стави 5 заради тоа што Стефан ќе стави стори за школата. Се најглуп пример дадов. Меѓутоа живееме во општество во кое што апсолутно има деца кои што се привилегирани, има деца кои што се непривилегирани, сите можеме да збориме за еднаквост, меѓутоа на терен работата е друга.
тие се тие прашања со кои што јас ќе треба да се соочувам во животот и можеби тие прашања ќе ме натера да дам до ситуација да кажам стоп. Так. Заради тоа што сме мала држава, мало место, секој за секого све знае, а достапни сме, цело време не гледаат. Така е. Отец Бобан? Многу филозофирам. Обично Види, овој подкаст е по-филозофски. Обично да ви кажам, јас сум од другата страна, поставам прашања, не знам луѓе, да не пишете во коментар дека многу филозофирам, за тоа ми е. Не, ич да не пишувате, подкастот е по-филозофски и ние малку го наведуваме нели на тако, да влезе во својот. Јас сакам да се филозофирам, да се искаже. Можеби и тоа сакав на почетокот на воведот да го направам како момент дека колку е тешко кога поставуваш прашања да се најдеш во ситуација да одговараш на прашање. Да. Видете, рутина е кај мене проблемот е што јас поставаме сега пред да биде подкастот, јас сум зборувал цело време на видеата и ми фали малку тоа, ми фали. Так. И таа ми била една од големите критики. Во принцип, јас сум проблем од малце со подкастиве, јас сум тој кој што воведов систем на интервју. Подкастот како формат во цел свет е дебата. Баш така. А кај нас, ако го прекинам гостинот, зошто го прекинуваш гостинот? Да. И јас сум проблемот, ја го направив се, тоа сите мора да прават интервју. Така. Добро. Ама Стефан, па не можеш да гостиш да збори до безсвес, така Да, што мораш да. Кај мене било, зборува 40 минути, не го прекинувам, зошто го прекинуваш? Така, да. Добро, на почетокот и нас ни беше многу тешко и мислам дека зборувавме во некои од емисиите за предизвикот со кој што се соочивме кога ние станавме водители. Кога па да, еве дека биде беше чудно. Нели пред тебе како професионалец, но и пред јавноста дека дури ние и се уште можеби се прекршуваме околу тоа во кој правец сакаме да се движиме и што сакаме да направиме и веројатно една сезона или 20 епизоди не се доволно за да ги искристализираш нештата. Прашањето што ми го поставивте во кој правец ке од медиумите, никој не може да знае. Затоа што самата работа нас не креира правец. Вие од секој подкаст имате нова идеја. Секој подкаст ви дава нешто, чекај, овој каков мовет ми направи, ајде го разработиме овој мовет. Ова емисија ми помина полош, ова подобро, значи ова сака да гледаат луѓето. И ова е многу битно за темата сензационализам. Со мене можете вака 5 сати. Ако се терај. Многу е битно да сватат дека луѓето ја креираат содржината, а не ние. Ние креираме, да, создаваме содржина. Меѓутоа луѓето ја прават релевантна. Значи, затоа ево е многу битно секој гледаш да си го размисли што гледа и што поддржува, а не потоа да критикува кој што прави. Затоа што на крајот денот луѓето живеат од тоа што го работат и се борат да создадат нешто кое што ќе биде гледано. Вие правите емисија, оваа емисија има трошоци. Треба да има спонзори. Спонзорите ќе дојдат ако сте гледани. Затоа, дајте да сватиме како општество кон што ќе се насочиме повеќе за да му дадеме вредност. Тогаш ќе ги имаме вистинските вредности. Так. Многу добро. Еве, ќе извлечам заклучок да бидам лошиот наставник да ја прекинам дебатава. Од она што го кажа Стефан, се мислев што да заклучам. Од она што го кажа Стефан имено дека со тоа што и кога сакаш да коментираш за нешто што не си сакал да го гледаш, нели да го кажеш негативниот коментар, ти му даваш валидизација на тоа што си го гледал, а не си сакал да го гледаш. Значи ти го одржуваш во живот на тој начин и она што го сватив од поентата на Стефан е дека треба да ги мотивираме работите кои што навистина ќе ги враќаат вредностите во нашето општество и она што всушност и сакавме да го излечеме од Стефан, сега ќе му го признаеме тука со сестра Ефимија, а тоа е дека низ својот професионален ангажман, но и низ своите животни предизвици научил да се изградува, научил да се гледа, да се перцепира, да се поправа, да се усовршува во онаа мера која што се нарекува човек. Ние ќе додадеме нели по Божиот образ и по Божиото поведение. Ви благодарам што бевте со нас, се надевам дека имавте добра емисија. Стефан го праќаме на следен ангажман, но понатаму верувам дека од подкаст ќе му речеме ај сега дома кај Марта и кај детето. Живи и здрави и се гледаме следен пат.